Како што знаете, овој дел од Македонија или Скопје беше под окупација на бугарската армија. Во Скопје во тоа време имало и камили, а вториот спрат е за гостите, за луѓето. Пак има фатено некоја кривина. Ако бегаш час по историја, треба да се најдемо на камили мост. Кажеме дека ќе одиме на десетка и ќе... Има и десетка со скопско нешто, ја не го знам кој комбинација. Бојана била царица, исто во непосредна близина на Матка има и Бојане село. Да. Баш поради царицата Бојана, која што локалното по... Сега одиме со изненадувањето на Даре. Денес ја започнуваме нашата авантура од едно навистина посебно место. Локација која се наоѓа во еден од најбогатите градови во Македонија, кога станува збор за културата, историјата и традицијата. Место кое со векови сведочи за минатото, а денес е едно од омилените места за сите кои сакаат да истражат нашата богата историја. Само неколку чекори подалеку не очекува поглед кој тешко се заборава. Од овде, како на дланка, се гледа речиси цело Скопје, панорама што навистина го одзема здивот. Но ова е само почеток, затоа што денес ќе откриваме многу повеќе приказни, знаменитости и скриени убавини. Останете со нас. Само возење по Скопје е стрес, а стрес најубаво се регулира со горску воду. Значи, земеш, отвориш док чекаш на семафор. Пинеш, док да го затвориш капаче, бинало зелено. Поздрав! Добар ден, дечки! Се наоѓаме на Скопското кале. Изградено, има повеќе легенди од кога е изградено. Јас се водам според една. Заедно со камениот мост, символи на градот Скопје во 5-тиот век од страна на Јустинијан. Јустинијан, еден од најпознатите скопјани, заедно со мајка Тереза. Јустинијан, знаете, бил византијски император, еден од најголемите и воедно човекот како роден скопјанец, после една голема катастрофа на градот, исто се случува земјотрес, тој го реновира градот и меѓу другото го доградува Скопското кале и камениот мост. Се наоѓаме на највисоката точка во градското подрачје, од тука се гледаат сите побитни здања на градот, да речам. Од тука можеме да го видиме крстот на врвот на Водно, на Крстовар. Планината Водна е висока околу 1072 метри беше. Крстот е дар од Руската Федерација за 2000 години христијанство во Македонија. 2000 години христијанство во Македонија. Името Македонија и македонци е спомнато 27 пати, мислам, во Библијата. 23 или 27, не фаќате точно на збор. Затоа за Македонија велиме дека е библиска земја. Затоа и сакат да ни украдат, нели? Така се обидуваат. Да. Ама нема да успеат. Така. Од тука, да. За која намена е направено ово кале? Калето е првин за одбранбени цели. Армијата била тука. Исто така и големците од градот исто живееле тука, биле престојувале на ова место. Имаше некој обид да се врати стариот сјај на калето, да има музеи, да има, нели, да
да представува туристички центар и туристичка понуда, меѓутоа политичките случувања во нашава земја не го дозволуваат тоа. Ние најмногу губиме туристичките работници од тоа, ама се надевам во иднина дека ќе се решат сите тие работи. Така, 1963 година се случи разорен земјотрес. Повеќе од 2/3 од градот беа разрушени и во тие моменти раководството на Југославија ќе ги викне најдобрите архитекти од целиот свет да дојдат и да го издигнат повторно градот. Кензо Танге, како еден од најпознатите архитекти од тоа време, доаѓа со својот тим и многу други архитекти, но Кензо Танге е најзвучното име, нели? И тој со неговиот тим го прават планот за градот како би изгледал. Објекти од тоа време се поштата, нели, имаме кинескиот зид, како што ние го викаме, и што е најбитно, после тој земјотрес се прават други стандарди за градење на објекти, како би требало да се изгради еден објект со посебни стандарди. И ако денеска се случи, не дај Боже, нешто такво слично, да градот преживее. И 2014 се надополни центарското градско подрачје со многу други објекти, некои ги врати од старите, како, нели, офицерскиот дом, стариот театар, некои ги изградија од поново, едни од поубавите се археолошкиот музеј, центарското градско подрачје доби нов лик, владата доби нов лик, нели, и така натаму. Можеме да го видиме македонското знаме. Главен знак е сонцето, затоа што имаме повеќе од 280 сончеви денови секоја година. Со толку многу сончеви денови и, како што знаете, Македонија е планинска земја, има повеќе од 27 планини повисоки од 2000 метри, што е уникат во светот. Од тука можеме да видиме реката Вардар, или старото име Аксиос, запишана е уште од античко време од таткото на историјата. Хомер ја запишува како една од најбитните реки на овој простор и река полна со живот и река со околу незе има живот, во незе има живот и затоа ја спомнува како реката на животот. Реката Аксиос, една од најбитните реки во овој момент. Инаку извира од подножието на најголемиот планински масив на Балканот, од Шар планина, и се влива во Егејско море. Овој споменик пред нас означува слобода. Како што знаете, овој дел од Македонија или Скопје беше под окупација на бугарската армија или администрација, како што сакате. Означува слобода и се до 1943 година Скопје беше под окупација на бугарските власти. Презентира слобода, партизан и партизанка, која што го држи венецот, и партизанот позади нејзе со огнено оружје или пушка. Тоа е само еден дел од тоа што би требало да биде на Скопското кале. Само овој споменик е овде што го имаме и сега би преминале на следната дестинација.
Подолу од Калето, по патот кога одиме на кај старата Скопска чаршија, еден од првите по-битни објекти е Мустафа Пашината џамија. Мустафа Паша бил раководител на градот Скопје. Што е интересно, има во дворот на џамијата се наоѓа турбе и турбето, според една легенда, е закопана во турбето една од сестрите на Сулејман Величенствениот. Тоа била голема љубов помеѓу Мустафа Паша и сестрата на Сулејман Величенствениот, и затоа оваа џамија е една од најбитните, ако не и можеби и еден од првите исламски објекти изградени во градот Скопје. Следната станица е старата Скопска чаршија, се движиме натаму. Никола, од нашата лева страна е црквата Свети Спас, која што е изградена во 15 век. Обновена е 1824 до 1829 година. Тогаш е направен иконостасот на црквата од браќата Филип и Марко од Гари. Затоа си гарката, Петре Тоа Филиповски се викаат гарката. и Петре Филиповски гарката. Така им се вика тајфата. Да. Од познатата дебарска школа од тој период во Дебар е познатата дебарска школа која што се работеле рачно 3D форми за не само за овој манастир, туку работеле скоро низ целиот Балкан. Нивни трудови имаме во Свети Јован Бигорски, овде во Свети Спас и во Албанија во некои цркви, во Бугарија исто, и нивниот труд се уште е видлив и е од непроценливо богатство. Исто така да напоменеме дека во оваа црква почива еден од најголемите револуционери во нашата историја, Гоце Делчев. Ние денеска немаме одобрение да снимаме внатре. Нашиот пат ќе го продолжиме по старата Скопска чаршија. Никола, сега влегуваме во старата Скопска чаршија. После Истанбулската, старата Скопска чаршија е една од поголемите во Европа. Според податоците од 16 век, значи имало околу 3000 дуќани. Денеска имаме околу 700, и што е интересно, секоја уличка се има свое име според дуќаните и занаетите што се биле од тој период. Значи имаме Златарска улица, имаме Гуменџиска улица, имаме Свеќарска улица, и според сите занаети така и името на уличките биле. Што е интересно, за време на Првата светска војна, ова е улицата на црвените фенери. Улицата на црвените фенери, тука биле дамите од најстариот занает и војниците од дали од Антантата или од Оската, овдека си се забавувале. Зависно од тоа во кој период Скопје под која команда потпаѓал. Реков, денеска имаме околу 700 дуќани. Се трудиме да и секако Скопје живее со старата Скопска чаршија. Една од импулсот на градот и срцето на градот, би рекол, е старата Скопска чаршија. Секој ден е полно со туристи, што е многу битно. Нема тура
што доаѓа во Скопје, а да не помине низ старата Скопска Така, сите чаршија. сакаат да ја посетат старата Скопска чаршија. Што е битно, кафанчињата работат, после ќе седнеме, ќе си се договорим убаво за следните чекори, кај би оделе, кај би посетиле. Што ми се допаѓа, традиционалното се уште живее овде во старата Скопска чаршија, да. И нормално со животот овде е од највисоко ниво. Сега сме во центарот на старата Скопска чаршија. Лево од овде до крајот е Зелен пазар или Бит пазар, најголемиот пазар во Скопје. Десно е центарот на градот или новиот дел од градот. Сега би препорачал да појдеме до неколку битни објекти. Тоа се Чифте и Сулијан. Би го посетиле Чифте Амам, од нашата лева страна сега треба да дојде. Зошто е Чифте? Чифте на турски значи две. Чифте или бања за мажи и бања за жени. Двонаменска, нормално. Од десна страна исто џамија. Мурат Паша. Мурат Паша џамија, една исто од најпознатите. Што е добро во Скопје, можеш да пиеш вода од сегде. Странците се чудат како е можно нефлаширана вода да пиеме. Ја им велам овде Водата е чиста. Чиста, немаме потреба да купуваме вода. Значи тоа е битно во Македонија, барем питка е водата, а нели како велат на наредната војна би била за вода. Битно е да си ја сочуваме и како што реков, може да се види Чифте Амам тука. Значи Чифте, како што реков, за двајца, за мажи и за жени. Бања за мажи и за жени. Сега е музеј. Продолжуваме накај. Видете колку е живо, раздвижено, значи во секој дел од денот е исто. Има и многу интересни работи. Имам некои рачни изработки кои ќе поставувам се за туристите. Така, Си да. купат како некој сувенир, Да. за да може да им остане некој спомена од шетањето на старата чаршија. Кажи ми вака, дали има статистика годишно колку луѓе поминуваат низ оваа чаршија? Значи има, да, но јас не знам. Не знам точно. Меѓутоа, секојдневно е многу раздвижено. Значи, многу е раздвижено и што е битно, имаме туристи во секој дел од годината. Од лева страна Сулијан, денеска е музеј, една од најпознатите македонски серии, Солунски патрди, Така, така. е снимана овде. Значи секој пат кога и да ја гледам е друго доживување. сеќавањето Да. Овде познатиот Димче Мешковски и таа плејада на уметници од таа генерација никогаш нема да, значи ќе бидат пример и за нас и за наредните генерации. Гоце Тодоровски. Да, Петрушевски. сите. Денеска е, како што реков, факултет за уметности
Сулијан е изграден во исто од 15-тиот век. Што е интересно, во Скопје во 16-тиот век имало 72 анови, затоа што Скопје е сместено во центарот на Балканскиот полуостров и како што рековме, една од најголемите чаршии во Скопје, во Европа е тука. Многу трговци, многу луѓе поминувале со требало место каде да преспијат. Првиот спрат е за животните, за коњите, за кравите, за камилите. Во Скопје во тоа време имало и камили. А вториот спрат е за гостите, за луѓето. За престојување. Да, за престојување. Така треба. Само така. Здравје, друг пат. Како си ми, брату? Добри сте? Па ние сме отпименуваме снимаме на цело Македонија. Океј, баш го. Промоција на туризмот во Снимаме нашата емисии. држава. За секој град. Да, ќе во има, секој град. како се вика, видео. Промоција. Да, промоција, па кога ќе дојде викенд, поентата ни е да луѓето не фатат на Деве Бај или на Богородица, него да останат тука и да почнат да ја шетат. Да, реално. Тоа е тоа. Да сега 1% ако успееме, ние сме супер. Ако успееме, сега тоа е све до свесноста на самите граѓани. Па тоа е најбитно. Повелете коса. Да. Убав ден. Се вратиме пак назад. Влегуваме во уште еден познат споменик на културата во Скопје, Капан Ан. Гледате малце помал од Сулијан, меѓутоа намената е иста, хотел од 15-16 век. Значи ова е хотел од 15 век, Да. а сега претпоставувам Таа била намената, да. Сега е медреса, првиот спрат е медреса. Медреса е училиште за девојчиња за исламски науки. Они го толкуваат Куранот и го проучуваат Куранот за девојчиња. Тоа е медреса. Капан Ан, што значи зборот? Кабан доаѓа од арапскиот збор што значи скел или вага. Тука во центарот била поставена една вага, една огромна вага и луѓето што купувале, што стока, што земале, што пазареле од старата скопска чаршија, овде можеле да го измерат, затоа и зборот Кабан Ан или Капан Ан. Искрено, до сега ја немам влегувано овакви работи, а идем по Скопје го имаме посетено па безброј пати. Више тоа човек не може ни да изброи колку пати Така, ќе да. дојдеш тука, а Тоа е всушност намената. не гледаш ништо. Има Не многу знаеме нови работи колку кои што богатство имаме, значи може да кај ги нас посетиме. не си ја знаеме самите историјата и што се нуди Македонија. Повеќе знаеме да речеме за Грција или за Бугарија или за Европа би кажал. Да не навлегуваме кој Да. е крив во такви работи, дали луѓето, дали Абе добро е, самите убаво. луѓе кои ја Да. водат нели оваа земја. Убаво е да се прошета. Јас пак ќе кажам, не сум за луѓето да не одат нормално, ала да знаеш што имаш дома првин, па после Да си ги знаеш корените. да си ги знаеш корените и традицијата, тоа е многу битно.
Затоа што без корени, без традиција сме ништо. Тоа е тоа. Дестан, една од најстарите кафанчиња со повеќе од 100 години традиција. Тоа е традиција. Скопско со десетка со кромите. Ема ли поубава комбинација? Тоа ли е комбинацијата од време? Да. Да завршиме со сите туристички места кои треба да ги посетиме. Се надевам дека ќе најдеме време и да ја пробаме оваа комбинација. Да, обавезно. Нема да имаме простор и време све да посетиме, нормално. Ама нешто најопшто ќе се трудиме да покажеме. Што реално во еден ден не можеш ни да ги снимиш, ни да ги кажеш. Многу јасно. Прва работа на различни локации се не Скопје. Но гужвата во Скопје сите знаеме колку е голема. Да. Колку е тешко да преминеш од едно место на друго место. Посебно централно градско подрачје, тоа е страшно. Физички више е невозможно. Не е место да. кое што треба да го поминеш на трчање. Значи, плени со својата убавина и самото место те задржува да останеш повеќе. Ја овде стално си ги почастувам гостите мои со благичко, традиционално да пробаат, дали подковица, дали нешто обландичка. Алергичен на јајце ќе прескокнеме сигурно. Не Ништо смеам. друг пат тога. Значи само на кебапи ќе остане. На кебапи и на скопска. Може. Тоа е идеална комбинација. Кажи ми кај идеме сега? Пред нас е првиот или последниот, ако доаѓаме од таа страна во старата Скопска чаршија, споменик. Тоа е Дауд Пашиниот амам. Дауд Паша имал 6 кирки. Ама првин, сакам едно прашање да ви поставам. Кога ќе можеш дојди да видиш и да погодиш дали е за мажи или за жени, само мора да погледнеш поубаво. Мора да погледнеш поубаво. каже сега. Да. Точно знам. Ја нема да изнесам никакво мислење, Да. да погрешам. Не, нема да погрешиш. Ова е непроглешливо. Не, све Мислам, знам што е. Све ми е јасно и ова е за жени. Ете така, да. Не можеш да пробаш. Да, нема промашување. Тоа е тоа. Значи, Дауд Паш имал 6 керки. Го изградил хамамот за потребите на својата фамилија и нормално за пошироката јавност. Но најмалата керка била каснета од змија и тој го проколнал амамот и од тогаш не проработува. Бил многу повреден од таа случка каснето змија и легендата вели дека ненадејно и починала најмалата керка. Инаку љубеничката на Дауд Паша. И денеска е музеј за арт, за уметност, значи имаме над репрезентации на слики, на скулптури и ред други работи. Кажи ми, оваа фонтана, сите знаеме дека од 2014 година, нели, од проектот Скопје Така. 2014 се издигна многу споменици, Многу. многу статуи и доста фонтани. Да, се изгради многу. Да, што представува оваа фонтана? Па вака, ова е Филип Тори. Фонтаната е на врвот горе е како крал. На вториот спрат е како принц. А на првиот спрат се презентирани лавови како македонски символ од секогаш, така. И една срекна фамилија Олимпија, Александар и Филип. Срекна фамилија велам, но легендата вика дека Олимпија неколку пати се обидела да го атентат да му направи на Филип, но тоа се може да само муавети, не знаеме точно.
Или безуспешни обиди, Да, или, да. или измислени лаги. Да, точно. Инаку, до пред Втората светска војна, целиот овој простор, до пред камениот мост, била еврејска мало или еврејска населба. Како што знаеме, за време на Втората светска војна, повеќе од 7000 евреи заминуваат во Треблинка, нажалост, и никој не се враќа. Нашата, Затоа и да, музеот. затоа и музеот е отворен овде за сеќавање на нашите комшии кои што некогаш живееле на овој простор овде. Има и филм за тоа трето полувреме. Убаво е уредено. Како што рековме, многу статуи. Јас како туристички водич со овој проект само добив. Сега дали е премногу, многу повеќе туристи дојдоа да го посетат Скопје. Во Тоа е кој искрено и е реално, затоа што кога поминуваме, слушам гласови на различни националности и различни дијалекти. точно, тоа така е. Тоа е многу битно. Со туристи. Да. Самиот музеј имаме и музеј на македонската Борба така за државност, да. И за независност. Значи имаме театар, музеот на македонската борба и независност, археолошкиот музеј. Интересно е да се напомене дека еден од најбогатите музеи во Европа со артефакти. Олимпија, таката на Александар Македонски, презентира љубов помеѓу мајка и детенце. Мајка и дете. Сите знаеме дека е најголемата љубов. Да. Уредено се одржува, но ние по пат го изгубивме нашиот пријател Боби. Ќе мора да му се јавиме да видиме кај го има паркирано комбето. Па требаше да биде овде, ама Требаше да ни се приближи. Бегал час по историја. тоа е. Пак има фатено Ако некоја бегаш кривина. час по историја, треба да се најдемо на камени мост. Кажи му дека ќе одиме на десетка и ќе Има и десетка со Скопско нешто, ја не го знам кој комбинација. У Скопје ќе мора да видиме од што е. Добро, ајде. Важи, ајде. Сега може да продолжиме по камениот мост. Што Може. имаме специфично за тука? Па, како што реков, камениот мост заедно со калето е изграден од Јустинијан, творецот на римското право. Овој ли е творецот на римското право? Па тега е, а за Скопското... За Скопското се Да, одма се појави, така, Чим се така. споменат десетка и Скопско, Тука дали може се. да се спојува и Да, доаѓа да, одма? да, да. Дали може со право да кажам дека полека одиме од старо Скопје на кај ново Скопје. Ете, Така, така, така. така си е. За ова е Видиш дека знам и ја точно. понешто. Да, така си е. Инаку, Свети Кирил и Методи и Свети Климент и Наум, творците на кирилицата, го отвараат првиот универзитет во Европа од 9 век. Продукт на нивната работа денеска повеќе од 300 милиони луѓе околу светот ја користат кирилицата како писмо. Се движиме по камениот мост, еден од символите на градот Скопје, како што реков, изграден од Јустинијан. Јустинијан е она бела статуа таму. Доле, Така. Камениот мост е направен преку реката Вардар, за кој што кажав дека уште од времето на Херодот е запишана како река на животот и река со најбогатото течение и најромното земјиште каде што реката протекува. Ова сидро овде, што е интересно, за сидрото го носи името на брод кој што се викал Скопје. Во
бродот е изграден во Риека во 50-тите години и пловел по морињата и по океаните повеќе од 40 години и кога конечно се го завршува својот пат, сидрото како подарок, нели, од бродот доаѓа во Скопје и денеска ни стои како еден од символите на градот. Точно. На ова место, овде на камениот мост, е убиен и наденат на кол еден од водачите на првото востание против Отоманската империја, Карпош. Денеска имаме Карпош 1, 2, 3, 4 во Скопје, имаме и во Куманово исто 5 и така. Ова е како еден од поголемите херои во македонската историја. Такшно, така. Тука е Ѓорѓе Пулевски, творецот на речникот од македонски, албански и грчки јазик. Македонскиот стадион, арената, македонската репрезентација ги игра своите надпревари овде, на овој стадион. Се викаше Филип II арена, сега е Тодор Проевски арена, нажалост нашиот прерано починат пејач. Белата македонската вода. Офицерскиот дом. Јан е во белата мермерна. Повеќе по фудбалот. 2012 мислам дека имаше нека. Да. Финалниот надпревар помеѓу Манчестер Юнайтед и Мадрид се изигра точно овде. И тоа е, не знам колку точно пиво се испи, ама да ти кажам многу за комбинацијата што ја правиме. Има зезнато? Знаеш што ги има зезнато? Десетката со промет. Така, да, во Имаше дека според знаеш дека не знаеме ни колку кебапи биле изедени. али според статистиката е на надпревар најмногу испиено пиво. Ти кажав дека сме први. Па, знаеш што, ние секогаш се трудиме ајде да се представиме како издание. Значи тоа нема. Чи така си е. Па и тоа е добро. Родени музичари се. Да, тука имаме. Имаме една огромна плотара пред нас. Тоа е војнот на конј, според новиот договор. Александар III Македонски е представен во централното здање на поштавот Македонија. И целата наша историја е се во некои војни и во некоја, да не кажам, вечита борба Да. за опстанок. Освен оној јужниот дел, Дупени и горно, долно. Така. Да, тоа е друг момент има таму. Така. Да, Иначе се останато е борба да. во нашата историја. Па тоа е. Идеме понатаму. Овие убавиња што ги видимо е само пола од тоа што треба да поминеме. Кој брат, пола, до куде ќе стигнеме, бе? Еј! Ха, стиза и порока да не забравиш, вечер смо куде Лазаровога, на Лазаров Авордс. Ајде така. Па кад све преди смо и тамо ќе идемо. Ајде, полак. Ај. Игор, сега можеш да кажеш неколку збора за куќата на мајка Тереза. Па, Таа локација сме така беше. тука е локацијата кај што првично била куќата, кај што била родена мајка Тереза. Една од најпознатите скопјанки, како што реков, заедно со Јустинијан. Овде е местото кај што првично била. За време на земјотресот е срушена и ова е само обележје дека овде била некогаш куќата. Инаку имаме Memorial House, меморијален објект за мајка Тереза. Малце подале ќе го посетиме во текот на емисијата и тој дел. Така. Идеме понатака.
Ако добро се сеќавам, меморијалната куќа за мајка Тереза е изградена 2009 година, така беше? Да, 2009-та. На првиот спрат е куќата представена, ќе одиме ќе ја посетиме до душа и горе има една капела, мала капела. Така. Инаку Ристикјева палата, една од символите на градот. Што е интересно, првиот лифт, ако не се лажам и на Балканот, бил овде, во ова куќа, во Ристикјевата палата. Ристиќ, фамилијата се занимавале со аптеки широм Југославија, држеле, имале аптеки и оние градат оваа палата и денеска е нешто како символ на градот. Пелистер, едно од попознатите кафани и нормално 10 ковде нема, ама има нешто друго. Ете така. Цар Самуил, царот од почетокот на 10 век, сите ја знаеме историјата за ослепените Самуилови војници во војната со Византија и со Василий. Така да напоменам само дека во врска со цар Самуил, Бобче ќе одите во Охрид, така? Да. Професорот Климент Наумов таму ќе биде ваш водич и тој ќе ви ја објасни уште подетално историјата за Охрид и Охридско. Секако изобилуваме со богата историја. Да. Во кој град да отидеме, историјата ни е богата. Рекам, каде и да копнеш, нешто ќе најдеш. Така е. Каде и да се копне, нешто ќе се најде. Само треба малку повеќе да си го цениме тоа што го имаме. Тоа што Тоа е е и наше. целта на ова што го работиме, да покажеме дека е и овдека е приубаво и секаде во Македонија можеш да си поминеш еден викенд многу убав. Така, Имаме да. толку убави градови, да не кажам да малте нека се организиран секој викенд преку цела година да има каде да се оди. Така. Одлично. Сега сме на култното место Рекорд. Така. Сите скопјани го знаат ова место. И ние од Куманово го знае. Дури кумановци го знаат. Рекорд. Ајде, дуре зелено. Да ме буде зелено. Се приближуваме кон меморијалната куќа на мајка Тереза. Предходно имаме еден овде едно како статуа, како обележје на тешкото. Ќе го посетите Галичник? Да, обавезно. Тоа е уште еден од Ете така. Тоа е тоа. Тешкото. Зошто името тешко? Ради животот на македонците или? Заради тешкиот живот, така. кој што нашите предци го имаат живеено. Тоа е Тоа тоа. и ден денес кај низ историјата како некоја клетва не следи. Бога ми така е, не да не следи Клетва не како некој облак цело време, да имаш. Цело време набистува над нас И цело те време. прати до крај. Шо вика Боки, ајде, побрзо ќе заврне. Ќе да. Има сеќа времето да ни Да. се погоди. Да, добре. На крајот на денот на лошите луѓе не може да им биде лош. Бога ми така е. Сега мислам во мајка Тереза е дозволено снимање. Да, ќе влеземе внатре има и кустос. Колегата единствена работа во Скопје што ме мачи со кога ќе сум со луѓе, со туристи, нели? Немаме тоалет, јавни тоалети. Па користиме овде, се сноѓаме по кафичи, по ресторани,
малце треба да знам. се Да, еве еден апел за властите, за локалната или централната седно не е. Така. во Значи- ваква метропола и со вакви убави Да. мора да има туристите да. каде би можеле ете така да се Се снаоѓаме по кафичи, па не може, па може, па тоа е тоа. Ајде, Буки. Пристигнуваме во куќата на Мајка Тереза, во меморијалната куќа на Мајка Тереза. Ова е инаку Скопје од 20-тите години на минатиот век. Се гледа театарот, Калето кај што ја почнавме емисијата. Во тој период служело за како касарна, Камениот мост и Еврејското мало. Еврејското мало кај што го поминавме. Презентираме животот на Мајка Тереза. Имаме персонални фотографии од нејзиниот живот. Нобеловата награда е тука. Можете да ја снимите и нејзе. Инаку, ви ја покажав местото каде што била првично куќата и ова е макета како изгледала куќата претходно. Ова е макетата на родната куќа на Гонџа Бојаджију, инаку оригиналното име на Мајка Тереза. Вака изгледала куќата на она место кај што сега снимавме. Инаку, ова е сестра Тереза од Лизје. Ова е уствари светицата која го превзема името Мајка Тереза. Поради нејзе го превзема името Мајка Тереза. Припадник на сестринството од Лорето. Во овој објект имаме персонални работи, лични персонални работи од Мајка Тереза, нејзини лични ракописи исто. Ке биде во Скопје до незината 18 година, после го продолжува незиниот мисионерски пат. Ова е незината природна величина. Колку мал човек, а толку голем. Ова е Нобеловата награда за мир. Сега и Трамп ја доби. Трамп ја доби, да. со таков мир. Да. Инаку, Мајка Тереза уште два пати ќе дојде во незиниот роден град. Еднашка после земјотресот и еднашка во 80-тите години. Секако не го заборува својот роден град. Во неговите најтешки мигови доаѓа да го посети. Ова се слики овде од канонизацијата на Мајка Тереза, кога веќе станува блажена или станува светица. Заборавив да ви напоменам, ова е фамилијата на Мајка Тереза. Ова е незината мајка, Дрона Бојаджију, незините брат и сестра, Лазар и Аге Бојаджију и незиниот татко. Татко и членувал во оркестар. Со музиката од секогаш е споен дел од животот на овој град. И нормално слика од Скопската чаршија од тоа време, од 20-тите години. На вториот спрат имаме, како што кажав, капела, мала црквичка. Ајде. Бобче, сега завршивме со посета на
мемориалната куќа на мајка Тереза. Сега Игор ќе не одведе до црквата Свети Константин и Елена. Тука е во близина. Он му е позади, а Боки Так. кажа После баш тоа- дека денеска е денот. Така, да. После тоа имаме Каква изненадување случајност? за дечкото кој што е позади камери. Да завршиме со посета на црквата Свети Константин и Елена, која што е од насата лева страна. Ама веќе стана 15. Ама може да биде, може. Веќе стана 15, веќе помина 2 сат. Преубаво издание. Да. Иако е нова, но плени. Стварно е. Да. Иначе ништо случајно во животот се погодува баш на денот на Свети Константин и Елена. Така да е. бидеме тука. Така е. Отварањето на црквата беше баш пред некој месец. Свеченото отварање со владиката. Све. Лепота. Стварно е многу убаво. Стварно преубаво. Видиш како се погаѓа денот во сват. Да, баш денеска. Да. Инаку туристите кои што ги донесуваме да ја посетат црквата се воодушевени од изгледот на црквата. преубаво нешто. Како внатрешен, така и надворешен изглед. Прекрасно. Овде е за свеќе. Таму на крај може кај човек. Како го погодивме денот денеска, брац. Уште не ми се верува, човече. Сега одиме со изненадувањето на Пошто обеќавме дека ќе има десетка со Скопско, еве другари да видиме што имав да каже. Ќе кажемо само дека овдека десетка вреди за 15. Пријатен ручек и изволци. Имаш поише. А сега ние продолжуваме кон Матка. Па другари, добре, дојдовте на Матка. Езерцето Матка е направено со браната, нели?
1938 година заедно со хидросистемот. Значи хидросистемот е направен на реката Треска, браната е направена на реката Треска во 1938 година. Меѓу првите брани во Југославија била ова. И што е најинтересно е овој предел е обиленото место на Скопјани, а во последно време и многу туристи доаѓаат да го посетат ова време, ова место. Преполно е со убавини, како што можете да видите, ендемични растенија и инсекти, пеперутки, има шкорпи, има премногу интересни работи за најразлични типови на луѓе, научници и За секого по нешто. За секого по нешто, да. Да, алпинисти, планинари, спелеолози, значи од најразличен тип луѓе доаѓаат да го посетат местото. Па и митот не кидamo. Езерцето, ликот на матка е ова. Значи, кога ќе видите слика, најверојатно овој призор го даваат од матка. Најпознатото место, централна место завзема секако манастирот Свети Андреја, изграден во 15-тиот век. Има многу други манастирчиња и цркви, затоа местото го викаат Света Гора. Како што се Свети Никола горе, имаме Свети Спас од десната страна исто, имаме Света Недела која е во рушевини, имаме и град, пред да дојдат османлиите, Марков град бил точно тука, на ова место. Се уште стојат рушевини и ѕидини од тој град. Значи има легенда дека Марков град бил предводен од дотична Бојана, царица, која што луѓето многу ја почитували, ја сакале. Затоа и местото се вика мајка или матка. Бојана била царица, исто во непосредна близина на матка има и Бојане село. Да. Баш поради царицата Бојана, која што локалното население премногу ја почитувало и ја сакало, и затоа го дало името Бојане на селото и мајка или матка на овој кањон. Инаку, како што реков, централниот дел е манастирчето црквичката Свети Андреја. Интересно е што има рака. Јас кога ќе дојдат моите гости, ги носам точно на темелот на црквичката да им покажам каде е дланката или раката точно поставена. Има најразлични активности, од возење со кајак. Можете сами да веслате, можете и да ве носат со катамаран. Не реков дека има околу 10 надводни и подводни пештери. Најпозната е Врело. Врело е се уште нецелосно испитана, една од најпознатите. И најдлабоките пештери во светот. Да, најдлабоките пештери во светот, а можеби најдлабока затоа што се уште не До крај испитана. Доаѓаат најразлични научници од секаде од светот и нуркачи, но до крај не успеваат. Ова е тоа што сакам да ви го покажам. Овде има дланка. Што значи ова? Ова дланка, легендата вели дека кога османлиите дошле, некој големец или паша ја поставил за да не муслиманското население да не ја чепка овој религиозен објект, затоа што бил од големо важење за локалното население. Значи, јас им велам, поставете дланката овде, замислете си некоја желба и желбата ќе се оствари, но треба да
веруваш вистински за да ти се оствари желбата. Ја веднаш. Пробајте и вие. И ќе видиш дека ќе се оствари. Голем е Господ. Само што овој битен момент не го запазуваме многу. Најчесто овде доаѓам на ѓубриња, Такви работи. на такви работи. Малце самите не си ги чуваме интересните Своите убавини. Да, и интересните приказни што самите можеме да ги направиме. Од тука, од другата страна, се наоѓа Свети Никола, исто манастирче, како што реков, целиот овој дел е Света Гора, има многу манастири и црквички. Свети Никола има и посебна пешачка патека, се тргнува од кај Мовчето, кај што ги оставивме колите, од Мовчето и се оди околу саат и 20 минути до Свети Никола. А може и од тука, повикуваш само кајче, те префрли до другата страна и до горе си за 20 на минути. Прекрасно место за истражување и за уживанци. Од горе има прекрасен поглед. Не знам, нешто за мене, кога се качам горе, пошто малце некогаш и сакаш да се испотиш, да речеме. Така. И кога се качам горе, кога го видиш овој поглед пред тебе, како да си освоил некој врв, посебен се чувствуваш. И како и да е, ова е само мал дел од она што го нуди матка. Има многу што да се види, значи нема за доаѓаат луѓе и им требаат по 3-4 дена за да истражат све, пошто само кањонот до Врело има саат време возење со чамец, со кајч. И саат време враќање. Има и кратки тури, они организираат. Значи ние можеме да им покажеме и тоа, меѓутоа ќе оставиме да додат сами, да истражат, да видат. Вие сте тука секако да ги им покажете, им ги покажете сите убавини. Јасно. Секако ви благодарам на одвоеното време, ви благодарам на трудта, знаењето и сите убавини што ги споделивте со нас. Фала ви многу што ја сакате Македонија и што се обидувате на некој начин да представите нашата татковина како што треба. Фала ви многу. А ние продолжуваме на нашата следна дестинација. После напорен ден дојдемо еш на едно преубаво место, природа права да се одмориш, Кучково. Не толку далеко од Скопје и блиско, куде што можеш да видиш културу, традицију, манастири. Не знам дали си знае,
дека Кучково е едно од македонски села каде што има највише цркви и манастири. Ама не е само тој. По пут на нагоре пишува дека у Кучково има и водопад кој треба да се посети. Има, да, водопад е малце подоле, Кучковски водопад. Ми гледав дека доваѓаш и се пуниш с енергија, лабав си. Ја би ги тој спомнаја и наши поддржувачи Центар за биоинформатику Ревит. Па без нима не би било Ово што е сега. Не би имали енергија да издржимо све овој и да примимо толку информација. Значи, биоинформатика Ревит се наоѓа на средноводно. Сви може да се отидат тамо и да им биде весели убави како нас. Така е. Сега, ако ви се свиѓа овој видео, ставете лайк, напишите коментар, искрен, како ви се свиѓа наша тура до сега. А ако го споделите овој видео, пак ќе ви бидемо и вечни дужници. А ми се гледамо у следеќето наше видео. Али овој видео не завршува туј. Пошто имамо покана од Лазаров, идемо да се спремамо и идемо на настан. Ајде, момче. Ако ништо друго, гужва е расчистен. Да, за разлика од Прегеска, пап. И побрзо ќе стигнемо, гледаш за колку време стизамо, брат. Што ти? Приеска. Да. Још ми мука. Још ти мука од Прегеска. Сак ми мука још од Прегеска. У свак случај добар настан. Убав ден ни беше. Ако беше такој малце тежак, надасмо се киша, ама послужига среќа и Лазарова. Да не му е урок. Да, не му е урок, послужига среќа брата. Ствари не може да му е урок. Сергеј му е урок. Сергеј му урок, да. Ама брат послужига среќа и јала ме. Заслужуе, брат. Дефинитивно да. Заслужуе, брат. Ви џабе с тоа дела кад се ја вози као министер позади. Нели као господин Господин. Цел живот такав господин Сама да ти си. господин, ако ти вози се као господин, ја и дале. Џабе ме убаво е, даре, џабе отдела бе, брат, види. Како кровке смо се сваѓали. Па и шофери на Путина во дела су, брат. Па брат, сега во ново сви су такој со дела. Сви су во дела. Брат, Сега што мислите како ќе пројдемо на Лазаров? Има да пројдемо глатко као Македонија на светско. Тој. Да, има да биде брат, човек Надамо се на најбоље. Брат, човек се спрема многу, брат. И баш ми е драго што е овој, брат. Нели се вратисмо од пола Македонија назад. Неке му кажемо на брата кога ти дојде на подкаст на мене. Дете ќе му каже како е било. Ај достави снимање, ај. Ајде. Да бе ти, он ќе заспие бе брат позади на пирет. Па јас затоа снимам. Да. Да, страме. Плашите ли од темнината? Добри луѓе, добре дојдовте на второто издание на Лазаров Awards. Си имаме сценарио, све си тече по протокол. Дали сте добри? Да не треба брза помош психијатрот на крв. Зависи за кој? Зависи за кој. Поштуваме веднаш, да не го тупиме жујка Скопјани. Добра вечер на сите. Особено ми е чест. Стефан Николовски, нит да го слушаш, а Бога ми нит да го гледаш. Добра вечер на сите. Чест ми... Фала ви, ја сака вас, ме сака, слушаш ли? Особено чести за... Инфлуенсер на годината минатата година, што ли ќе освои ова?
Многу ми е чест и задоволство што сум вечерва тука со вас. Ќе го замолам гласот кој да е да се затне. За ако може да си Ќе се затне кога ќе кажеш некогаш во животот нешто смешно. Океј, ова е Димитар Атанасовски, кој што сватив. Сара Мейс има песна... Стефан Николовски не е во театар комедија повеќе, а бога ми комедијата никогаш не била во него. Shut the fuck up! Сара Мейс има песна Убав е. Се чудам која ќе направи за тебе песна. Чути! Не, стварно рекам да ростам вечерва, ама мислам, како ми почнавте, фала ви многу. Сакам да го поздравам Стефан, луѓе. Видите што направи. Од една мала идеја, од нешто кое што сме си го разговарале така умал, ќе го правиме, стварно го направи човекот. Дајте му силен аплауз на Стефан Лазаров.